Кога богатите семејства уделе во свила и крзно низ штипските улици, предизвикувале восхит кај секој што ги гледал. Токму таков впечаток кај присутните остави денешната изложба на женска градска облека, која се одржа во просториите на Штипскиот безистен. Збирката е од оригинални примероци од 19-тиот и 20-тиот век, кои се собирани на подрачјето на Штипа, кои се во собственост на Националната установа Завод и музеј Штип. Може да се раздвојат два стила на начин на облекување. Едниот е ориенталниот стил на облекување ала турка, кој што го гледаме позади нас, и едниот е женска градска облека или костими од самиот почеток на 20-тиот век, позната уште и под името ала франга. Материјалите, може да се забележи разликата од какви материјали се правени, оние од ориенталниот стил и оние од стилот на западноевропската мода. Значи, ала турката се одликува со богат црмен вез, со изразито материјали свилени, полусвилени и кадифени материјали, со изразити бои и шари, додека самиот стил на оној кој што потекнува од европската мода или стилот ала франга, веќе материјалите стануваат малку понежни, значи тоа се свилени материјали, атласи, дамасти, шарени дамасти материјали. Изложбата има за цел на младите и останатите присутни да им ја представи модата од минатите 2 века, а не случајно се одржува токму во безистенот. Карактеристичниот стил на облеканова подрачје е мешавина од истокот и западот, а се изложува за прв пат. Уметничката галерија Безистен е одбрана бидејќи во минатото, односно и во 19-тиот и 20-тиот век била локација каде што бил градскиот пазар и околу Безистенот постоеле многу дукени кои што продавале и текстил, продавале и облека, и затоа ја поставивме оваа изложба токму во Безистенот, со кое што сакавме да кажеме дека и во технолошкиот развој во 21-виот век, каде што надлабоко сме навлезени, сакаме да го представиме 19-тиот и 20-тиот век на помладите генерации, да видат дека и во тоа време, значи навистина имало градска средина, имало луѓе кои што со природбата во 19-тиот век зајакнуваат и ја представуваат модата која што била мешавина и од западот и од истокот. Етнологот Иванова посочи дека кројот и стилот на градската облека може да биде инспирација за модни креатори. На крајот на краиштата, вели Иванова, модата се враќа и нема да биде чудно ако во идно време се носи нешто слично или барем дел од она што денеска беше изложено.